Во рамки на Утински печат продолжуваме со една мини дебата, да речеме од половина час, во која мои гости се новинари или поранешни или сегашни новинари. Стафет Бишевец, поранешен новинар, поранешен пратеник, сега аналитичар. Добар ден. И Стојан Столенумов, новинар, Канал 5. Канал 77. Канал 77, се извинувам, Канал 77 со неговата позната саботна емисија Стадион. Ке почнем со сегашниот колега, се уште новинар. Столе, твоето искуство е лично, но и од гостите кои доаѓаат секоја сабота, кај тебе генерално на политички и економски теми обработувате. Каков е твојот впечаток за политичката ситуација во која што се наоѓа Македонија, особено со она што предстои како главен чекор за продолжување на една европска перспектива на Македонија? Се врати вчера, ми се чини, министерот Бојан Марич од Брисел, таму тече скринингот. Надвор се одвиваат некои дејности во Брисел, дома работата малку стои на внатрешно политички план, бидејќи има еден услов што треба да се исполни, тоа е двотретинско мнозинство за промена на преамбулата на Уставот. Како викаше Иванов, чудно изгледа Шашева, ама функционира. За жал, ние цело време, мојот впечаток е од тие интервјуа, тие гости, разговори во интервјуата и после тоа, сите делуваат искрено. Сите велат дека имаат искрена желба. Сите оставаат впечаток вака во таа лична, во тој личен дискурс. Сите мислиш на власт и опозицијата, генерално? Сите се искрени, сите се за Македонија, сите се за ситуација која што треба да донесе поголема благосостојба, да донесе инвестиции, да останат тука децата. А мислиш дека не се? Никој од нив не прави така како што зборува и така како што се обидува да остави впечаток. За жал, ние сме премногу заробени на тие партиски стеги и партиски интереси, безпоговорно. Тие имаат предност пред се живот друго. Ние, за жал, изминатиот период, поради тие партиски интереси, поради таа дневна политика и спорот со името, не го решивме многу поповолно. Еве сега излегуваат и други податоци, имаме сведоци, ќе имаме уште 10 на 20 години, се разбира и повеќе, кои кажуваат дека грците биле многу по-кротки, по-расположени за договор, без ергомнес, без внатрешна употреба, само за надвор. Ни се нудело тоа и од Караманлис. Во Викилис го имаше тоа објавено. Ама нашите барале тогаш двојна формула, грците да не викаат како сакаат, а ние да се викаме Македонија секаде. Но, кога имало храброст и од едната и од другата страна, без исклучок, значи СДСМ, кога е на власт, покажува интерес да го реши прашањето, ВМРО кочи. Кога е ВМРО на власт, наместо СДСМ да биде како кога била на власт, она исто така се однесува сосема спротивно од таа искреност што ја покажуваше во поглед на име. Значи, сакам да кажам дека Столе, овој баланс што се обидуваш политички да го направиш, тоа е затоа што се уште си актуелен новинар, затоа што имаш новинарски пристап и не влегуваш во на некој начин за земање една политичка страна. Не ми е проблем. Јас бидејќи мислам дека секој од нас без разлика дали е новинар или не патам јас со тоа. Знаете како е, за жал кај нас ставовите лични а некои како конвергираат, веднаш те ставаат во еден или нема, Сафет е ослободен, да речеме, он нема таква обврска како ти се, како се трудиш некако да... не, немам проблем јас да го кажам. Тесна кожа да се кажеш став. Немам проблем да кажам јас став и сега не е проблемот да го обвинам и ВМРО ДПМН, па и СДСМ, не е битно, или ДУИ, меѓутоа генерално овој заклучок што го кажам важи за сите, значи без исклучок. И за жал, наместо полесниот пат, ние некако цело време се обидуваме по тешкиот пат да го одиме. И мислам дека тука е пресудно влијанието на овој, како се вика, странскиот фактор, која, знаете, како мало дете, која ќе оди некај школо и малку ќе застрани и баба му, дедо му или татко му или мајка му ќе го потурнат на страната. Не му се оди на школа, ама ќе го бутнат или у градинка. Така е странскиот фактор. Тоа е мојот впечаток. Меѓутоа мислам дека
Не сум задоволен со одговорот, но добро ќе се вратиме. Седи ке си. Битно ја да сум задоволен. Да, добро, се шегувам. Сафет, ти имаш малце по-тврди ставови околу тоа по кој пат се движи Македонија. Генерално, ако за мене, да речеме, во овој момент приоритетна задача, лично како граѓани, како човек и како новинар е Македонија да го најде својот пат, да почне, да заврши таму каде што почна. Имаш ли ти проблем со внес на бугарите и другите етнички заедници во уставот на Македонија? Во принцип не. А не во принцип? Јас мислам. Зашто? Што е разликата во принципи? Еве што е разликата. Прво, објасни ми во принцип зошто немаш, за да можем да разберам. Значи, во принцип не. Затоа што не мислам дека ништо ќе се смени, Бог знае што, ако кон тие веќе постоечки делови на народ кои се во преамбулата се додадат уште, да речеме, бугарите, хрватите, црногорците, торбешите, ескимите, египтјаните, кои мислат дека треба да им е местото таму и кобарат, зашто да не и бугарите? Тоа е едната работа со тоа што со бугарите мислам дека поради сето она што се случува и во Бугарија и во Македонија во однос на тоа прашање, мислам дека моментот и некаквиот принципиелен реципроцитет во односите меѓу двете држави ќе го одреди и моментот. Тоа отприлика значи дека јас сум апсолутно за, но да речеме во моментот кога Македонија ќе ги заврши пристапните преговори со Европската унија и нели во тој момент треба и да демократски би било да се организира референдум за одобрување на таквата одлука од страна на граѓаните, мислам дека тоа е доволно и добро време да се направат и тие уставни промени и тоа да биде со верификација на сите граѓани на Република Македонија за една таква одлука. Ја ве потсетам дека истото тоа го направи Хрватска. Непосредно пред станување членка на Европската унија, таа ги уфрли сите национални малцинства кои живеат на територијата на Република Хрватска. Сега не ме фаќате збор, мислам дека 21 или 23. Но зошто сметаш дека тоа е побитно тогаш или сега да биде, бидејќи принципите... Ако не е побитно, зошто тогаш инсистираш сега? Принципите за влез малку се сменјат Хрватска кога стана членка на Европската унија и ова реформите во Европската унија и нашите услови кои што ги имаме сега. Значи, сега или тогаш правото на вето го задржува секоја држава, вклучувајќи и Бугарија. И тогаш и сега. Правото на вето секогаш го имала секоја членка на Европската унија. Тоа е... Значи и сега би го имало истото. Второ, тоа го збориме за принципи. Тоа покажува дека Европа е далеку од принципи. Бидејќи Македонија е нетипичен пример. Таа е далеку од принципи, значи земјата која во пристапните преговори, во рамката за пристапните преговори доби нешто што не постои како критериум за членство во Европската унија, за прием во Европската унија. Се уфрла билатерален спор по пристапните преговори. Второ, Македонија од истата таа Европска унија и од НАТО добила задача да го реши спорот со името со Бугарија, што е билатерален спор. Со Грција, пардон. Љубиче, не си задоволен од одговорот, не? Не сум задоволен. Многу ми е јасно зашто не, ама мобет, ако веќе многу ми е јасно. Зашто ти е јасно? Еве зашто ми е јасно. Мислам ги знаеш моите позиции. Туркањето на агендата дека ние и како земја и како луѓе и како народ македонски, ако сакате, како граѓани на Македонија, не можеме да обстанеме воопшто како држава доколку не подитно не станеме членка на Европската унија, многу погрешна теза. Добро, бидејќи и не бе задоволен од првиот дел, и од тебе не сум задоволен од одговорот. Столе, реципроцитет. Најна сега тоа се појавува како алфа и омега во ставовите на опозицијата. Скоро прочитав, лани ли имаше во Бугарија попис? Колку македонци има во? Па сега последното што прочитав 1300, тука некаде. Кај нас колку има? Македонци во Бугарија. Бугарија има повеќе во Македонија. И сега... Така ли, или? 3000... Да. Значи сега ставката за реципроцитет... Не, ама сега може да се спори... Не сакам да иронизирам. Бугарскиот попис бил комбиниран електронски со
на терен, знаете, па може би не бил доволно, може има повеќе македонци таму, са не е, може не е реален, може би вршиле притисок да не се изјаснуваат, за да бидеме малку на линијата на Сафет, малку патриоти. Не морате на моја линија. Но Принципот на реципроцитет е принцип на функционирање на државите во меѓународни односи. Тоа не е затоа што Македонија сака да биде. Тоа е едноставно принцип на кој функционира светот во односите меѓу државите. Во кој свет има реципроцитет? Каде е тоа? Сегде има реципроцитет. Америка еве да ти Буркина Фасо, нацртам еден реципроцитет. Франција и Ти го протеруваш службеникот на бугарската амбасада во Скопје. Добро. Што е следниот чекор? Што прави сериозна држава? Не мора да значи И ништо. држава. Не сериозна, еве и не Не мора сериозна. ништо да значи. Го бре. Мора многу да значи. Не мора Едноставно вика повелете од Не, вашата не. амбасадата. Не. Ама сега Тоа не значи генерален став на реципроцитет кога збориме за права и мешање. Затоа ти јас само реков да нацртам, за да може многу полесно да се разбере. Иначе точно така се функционира во тие односи со државите. Ајде Кога да се слушаме, соработува. да го слушаме. Сафет, ја би сакал за реципроцитет на економска основа да има движење повеќе, да можеме да имаме тоа е тезата. поизбалансирана Да, ќе ни размена. платат. Инаку реципроцитет, треба конкретни да бидеме. Тоа е убаво звучи Најконкретно. реципроцитет. Имаш уставни уредувања, имаш различни општествено-политички контексти, каде што реципроцитетот не може така да се залепи лесно. Значи, сега ги слушам од Демократскиот сојуз, реципроцитет, ама не да влезат у уставот. Па за каков реципроцитет зборуваме? Или зборуваме за реципроцитет, или зборуваме за реципроцитет, ќе ме разбираш. Демек, да им се дадат права на македонците да можат да се здружуваат, ама да не влезат во уставот, затоа што не можело да се влезе во уставот, оти уставот нивни е граѓански или јакобински, како што вика, као француска држава. Таму само граѓанин се признава. Ја искрено, ако ме прашаш, јас од секој сум бил за граѓански устав. Ама такви биле околностите на времето, тој национал романтизам што ние не сме го изживеале, значи сме се плашеле тогаш дека ако не го ставиме македонски народ, дека нема да биде тоа држава на македонскиот народ, од независноста не прати, не следи и мислам дека ни прави проблеми. Дури, тој Георгиевски го кажа, а го потврдија и албанските политичари кои што се сведоци на рамковниот договор, и тогаш албанците инсистирале да се направи граѓански устав. Во Охрид се договориле да нема ниту една етничка заедница, народ, било што, кога дошле во Скопје, тоа што се договориле не важело за македонските. Мислам дека го знаеш тоа. Не го знам, да ти кажам И искрено. после тоа имаше добро што не. комбинаторики, еквилибристики во смисла ајде да видиме дали народи да стои, да се одели некако македонскиот народ од другите, па се измисли делови од народ, па ние си го толкувавме делови од народ како малцинство, демек странците, меѓународното право, така тоа го гледа, а албанците си го толкуваат тоа, еве, ние сме народ. Тоа го има напишано Солана. Мислам, во интервјуа ми го има кажано Солана. и Пендаровски и Никола Димитров, они беа советници. Тој вика, он дојде со тоа, вика, и ни кажа, ова меѓународно право е малцинство, а они ќе си го толкуваат народ. Значи, тоа се компромисите. Реципроцитет нема во компромисите. Во компромисите има болка и на едната и на другата страна. Или има некоја радост и на едната и на другата страна поредко. Молам? Компромисот е реципроцитет. Компромисот... Договорот дека ако бараш некакви права за твоите граѓани овде, мораш да им даеш и на моите граѓани и државјани во твојата земја. Тоа е Што е тоа компромисот меѓу Косово и Србија? Како што е? Реципроцитет имаме. Им земаат територија. Што е компромисот? Па види го зборот кој го кажуваш. Реципроцитет Им зема, имаме. Дозволи. Ама ти сега мораш да Србите им земаат територија. Не србите. Во овој они така си го толкуваат. Они си го толкуваат. Србите толкуваат дека име земена територија. Што тоа како некој толкува или има свој Ама став? каде е компромисот реципроцитетот што го велиш? Нема компромис. Кога Па нема компромис. дозволиш. А каков ќе биде компромисот? Компромисот ќе биде тоа што ги терат да Со договорат Мола? заеднички прифатливо решение. Тоа е компромисот. Тоа е на што работат моментално и Америка и Европската унија. А ти, ако со сила и со волјата на тој дел, не можам да кажам дека, но со силата на НАТО и со бомбардирање, тоа Косово е отргнато од Србија. Со волја Сафет, на албанските граѓани е проблемот- прогласена независност. Проблемот е Ма тоа се други работи, ти нема да проблемот, бараш компромис во авионски бомби. Сафет, проблемот на Балканот е што кога ќе се каже компромис, се сваќа тоа како пораз. За жал, значи не зборуваме само за Македонија.
Компромисот е пораз кај нас. И заради тоа многу прашања со години не се решаваат. Инаку, ова, со Грција и со Бугарија, не ни е потребно нас за Европска унија само. Дури не ни е потребно за Европска унија. Еве, ке се распадне, нели, Европска унија. Нема да постои. Ама пак ќе постои од Грција и Бугарија. На нас ни треба договор со Бугарија за да имаме добар сосед, за да имаме сосед кој што ќе комуницира со нас економски, кој што ако треба ќе не заштитува некојаш на меѓународна цена. И со Бугарија исто. Кој те почитува. Тоа е договорот, тоа треба да биде договор за взаемно почитување. Па каков е тој договор кога он не те признава, не ти го признава јазикот, не ти ја признава нацијата, не ти ја признава историјата, На кој јазик зборуваме сега? Кој ни го не со тие стравови веќе, леле. Па немој со тие. Па немој ти со тие аргументи како да си на политичка говорница на партиска. За секој договор. По цена дај што било да се само да станеме членка на Европска унија. Ако влезеш во таа Европска унија без достоинство, што ќе ти е Европска унија? На крајот на криштата, зашто разговараме? Или имаш достоинство или немаш? Во ред, но ако е тоа на крајот на преговорите, што би се сменило, како би бил компромисот и кој реципроцитет би бил постигнат тогаш? Значи ти зборуваш за време сега или тогаш. Еве да тераме да речеме до тогаш да гласаме на крајот од преговорите, тогаш како е достоинствено ќе влеземе? Значи, И како компромис ќе направиме, ќе ги натераме бугарите го сменат уставот? Каков реципроцитет? компромисот е заеднички договор за почитување на правата од страна на Република Македонија на бугарите во Македонија, а од страна на Република Бугарија на правата на македонците во Тој Бугарија. имаш конвенции, тоа нема потреба да подпишуваш. Ама има- Да подпишам дека ти се викаш Сафет. Столе. Сафет се викаш, Еве да да ти немаш кажам, тоа. Ако не си толку- го смениш сам името, Сафет се викаш. Не е така. Има конвенции за тоа. По тие Па конвенции има се работи. конвенции кои Бугарија не ги почитува. Па Што има збориш? начини, не Па мора сак, да ама влезе тоа во документ. Мора да Има влезе. документ кој Мора што го да има влезе, парафирано ама Бугарија. Не работева само Сафет, американците, британците, која велат, повлечете се од или немојте да патувате во Украина. На кого им велат? На своите државјани. Не велат на своето малцинство некаде или било. Значи, секогаш Толе, со молите, немој со баби, жаби, што е тоа? со државјани, Ајде. ние тоа го имаме. Уредно. Заштита на државјаните. Они си ги штитат државјаните тука. Столе. Државјанството што ги дале, така ли? Ајде, Ама бате, малцинствата се во тие конвенциите, не мора тоа во устав да влезе, во ова да влезе, во она да влезе. Јас ти кажам, нашиот устав треба да биде граѓански, а не да биде тетрадка на која ќе бидат испишани и ескимите и А ја разбрав дека ти воопшто не си сакал, на пример, во првиот устав на оваа држава да граѓански. стои дека Македонија е држава на македонскиот народ. Не, држава на граѓаните на Не, ти Република Македонија. сакам да кажам, ти не сакаш да стои. Не бе, ма ги извртуваш работите. Не ги извртувам. Не зборуваме за сакање, зборуваме за реалност, за објективност и за добробит. Добро, еве така. А не зборуваме сакам. Јас сакам да бидеме Македонија, Александар Македонски Не. и Филип и Џингис Хан да биде наш и да бидеме најголеми у свет. Не. Ама сега ти сакаш, нервира сакаш. нешто? Па ти сега Си нервира нешто? постојано. Ја си нервира, добро. Тук му бе, тоа беше не беше баш така едноставно. Па не е како така, ти мислам, велиш дека како треба да имало трескаш. идеја граѓански. Да, меѓутоа Македонија тогаш прв стануваше држава и имаше потреба. А заради тоа Ама тоа се провлекува и ден денеска и Самостојна и независна. Да, Таа но- беше држава и пред тоа, на 70 македонскиот години. народ. Значи на македонскиот не. народ. Затоа и настана Така беше проблемите. и во бившата држава. Проблемите- во уставот, што зборите Македонија имаше устав. Ама нели сваќате колку повеќе Не, го ние пишувате сваќаме- македонскиот народ, колку повеќе зборувате за него, толку помалку го има. Не. Да, по наша вина што зборуваме. Не така. по твоја вина. Не, па дај, Сакам молим да те. по кажам твоја вина. Дај, молим те. дека тоа обстојува ден денеска и во меѓуетничките односи и во проблемите што настануваат на избори, каде што ВМРО ДПМН кога оди на избори ги брои македонските гласачи, а доаѓа Зоран Заев вели едно општество за сите, па тоа некого иритира или не Така, иритира. тука можеме да... тоа е веќе сега, друг пристап. Затоа Тоа настануваат е така. проблемите што не е граѓански устав каде што сите се идентификуваме. И стравот дека ако влезат сите како граѓани, оваа држава ќе биде, не знам, разнебитена. Иако Сафет па не се сложувам ако влезат македонците во уставот, реков да реципроцитетно влезат, во бугарскиот, ама нема реков дека да ќе ги влезат. имаат правата. Не, Не, затоа што и сега реков друго. многу малцинства и етнички заедници во Македонија кои што се во уставот ги немаат истите права како што ги имаат Реков друго. одредени Во други етнички случајот со Тоа Бугарија, гаранција не може да биде. компромисот би бил на вистина пријателски, соседски, ако сакате дури братски. Ама за пријателство треба желба, не ама се тие потпишува потпишат тоа. Ама Има дозволи. традиција на Балканот на збор, на градење. Како на се односи. вика договорот што го потпиша Димитров со Бугарија? Договор за пријателство и соработка со Бугарија, така ли е? Да. Значи во името на тој договор
се наброени целите на тој договор. Го потпишаа нашите така како што го потпишаа, Па го потпиши. прифаќајќи... Добре. Ама тоа е незнаењето или... Ама тој договор беше и претходно потпишан од Не, беше претходно сега. За Се разговараше за тој... Ма, дозволи сега. Ајде, ќе ти Имаше кажам. договор со Јупче. Со Јупче имаше, За јазикот. Имаше за формулација, за јазикот. Ако имало договор. Истата формулација. Ако имало договор, зошто потпишувале друг договор? А тоа не беше за пријателство договор, тоа беше декларација или резолуција беше. Беше договор за Ајде. истите цели. Океј, не е битно. Столе за внатрешна политика он. Поинаку ги гледа работиве. Сакам, значи, со брзање практично Димитров го потпишува тој договор. На барање на Заев. Тоа на сите ви е јасно. Не. Последниот договор со Бугарија. Брзавме сите ние, Сафет, освен тие кои не си брзал. Особено брза Заев и сите. Димитров. Не. Да. Оти Не тоа, брза од лични тоа, причини. тоа го отвараше патот за чекорот што требаше да направи за решавање на Чекай, сега, спорот ти со Грција. Како Црвенковски сега времето работи за нас. Што треба да чекаме уште 300 години за да Па види да ти Навистина е така. види да ти излегува. кажам. работи за нас времето. Да. Многу работи. Сакам браво. да ти кажам. Грците пропадна и ние Македонија. Ако народот Сафет, ако се влезе организира и сака да направи вистинска држава, времето е небитна Не бе, работа. Сафет, не си во право. Небитна работа е Не си времето. во право, Толе. сега зборуваш, Не, ти обратно си зборувал како мене еден период. Типично. Значи, не си во право. Зошто? типично. Затоа што сите политичари признаваат дека и граѓаните тоа го сваќаат. Ако го решевме проблемот со Грција порано, ние ќе влезевме многу порано во Европската Унија и бугарите ќе вадеа наши пасоши, а не ние да вадиме бугарски пасоши. Сите го признаваат тоа. Многу умешно, Не многу умешно, умешно Немој вртење сега. на Па ти ги тезите вртеш тезите и сега. криење на Ке чекам фактите. уште 300 години. Еве да те потсетам. Абе немој така сега. На еден од првите состаноци Па на од кога си новинар, од кога сум новинар? Па цело време зборуваме за на ова. Европската унија. Дај да влеземе еднаш, па има не помина младост, се не помина. Во еден од тие градови Лисабон. Па во МПЦ таа е среди работата, ние не можеме процедурна државата да Лисабонска си... декларација да ти кажам, само ти си заборел. Во одлуката за Македонија стои дека Македонија не може да примена се додека во нејзиното име стои Се терминот смени Македонија. тоа после, не се, са не ми Сега, кажува, ама го знам сега, тоа сега. Па се полека. смени, имаше Па, еволуција, имаше... Па има еволуција, тоа ти го зборувам дека времето не треба да биде детерминачки фактор. Ако навистина се бориш за тоа што треба да се бориш. Ама Дојде- е битен фактор. Ама чекај, бре, 150.000 пасоши се извадија Многу се затоа што нервирате се. времето работи Ама за многу нас. се нервираш. Не се нервирам, Многу ти се кажеш. нервираш, стварно. Не ми е јасно зошто. Добре. Полека. Тоа не ви е прв пат да вака да разговарате. Не, Не, осетувам дека разговараме. не гледам Да, разлика. не е спорно тоа. Полека. Полека, ајде. Значи, од непостоење на неприфаќање на постоење на терминот Македонија во името на државата. Дојдовме до членство во Обединените нации под фиром, точно, но во билатералните односи имавме повеќе од 100 и кусур држави што признаено уставното име на Република Македонија, меѓу кои и Ништо не Тоа е значи, двете што американски значи тоа? Ајде да те дозволи, потсетам. па шака, Ништо не значеше. Па дозволи. Кога имаше 3 држави Како не бевме значеше? фиром. Кога имаше 3 држави беше фиром. Само тета тет бевме Македонија. Сакам да кажам. Ако не признавале подуставното име. сакам да кажам. Тие што не признавале подуставното име, ако беа 3 земји што не признаваа подуставното име и ние фиром беше. Ако бевме сами беше. Се немојте со тие се флоскули. А не се тоа признали. флоскули, Па ако него. не признале зошто се откажаа после? Оти ние се откажавме. Затоа што ти побара тоа. Ај, Не, хеј, него така е. Да, спортски Во меѓународните односи, секогаш мора Зошто, да- ако не признале 100 колку рече? 140. Зошто на сите спортски Чекај надпревари бевме Бајрам? Ајде да те молам, ајде да- Кажи ми зошто на Евровизија, кај бевме Македонија, кажи. Слушаш ли што? Не, кај бевме Ама Ти ме Македонија. слушаш ли мене? Ма ти не ме слушаш. Како ти се обраќаат Соединетите американски држави? Која ќе дојдат вака? Како Ако ти беше, се обраќа- ако беше на маса Ало, трет, како не викаа Бајрама. Како ти се обраќаат? Еве ти кажувам. Како? На маса ако имаше трет, не викаа Бајрама. Не е точно. 100%, може до Сабајле Да, си бил на маси. Да, и ќе беа и Да, другите, сигурно си и бил они на ќе маса. не викаа Да, Македонија. со американскиот Ама, председател си бил на маса. Молам, не јас. Не ти. Македонија, не со Ма, американска. Македонија била. Американска Ај, молим те, администрација немој со земја. тие, остај тоа. Секојаш беше така се. Те молам, не е така. Во официјалната, билатералната комуникација сите над 100 и кусур држави Ако- го користат. Па, Билатерална, Ако- билатерална. Не види... Ако времето работи за нас, како што тоа сега ВМРО ДПМН го сака и Бранко Црвенковски своевремено, се покажа доста, да не речам, погрешно имаше реперкусии на економски и социјален развој на државата. Ние
тонеме затоа што нам, ова е мала држава, се сеќавате со колку пари збореше Бранко треба да го направиме коридорот 8. Се сеќаваш ли? Се колку кошта тој коридор? Значи, нас ни требаат средства од надвор, нас ни треба инпут, нас ни треба стандард. Секој одолжување, мислам лично, дека создава проблеми. Дај Боже да можеме сами да ги решаваме проблемите, меѓутоа и поголеми држави од нас, вклучувајќи и Хрватска и Словенија, и таа со помош на супортери од надвор да влезат во ЕУ. Не знам ние зошто би одложувале, Сафет, што подоцна. Не само ние, Љубише, мораме до крај да бидеме честни. Приказната за Македонија е во огромен дел однос на нашето општество, на нашите политички елити, на властите во овие 30 на години кон Европската унија. Но исто така, тоа е и процес каде што Европската унија понекогаш Тие обвини на почеток во Европската унија дека е нефер кон нас. Апсолутно е нефер. Таа е таква. Апсолутно е нефер. Тоа не че треба да кажеме од Европската унија. Непринципиелна е. Ама што значи тоа? Ама еве сега ќе кажеме, нема, ќе треба таму. Таа. Бидејќи сите политички субјекти сакаат таму да одат. Какви да е? Имено тоа ми е, па затоа и велам. Ние вербално можеме да ја смениме Европската унија, тие ќе не сменат нас. Или нема да не сменат. Сега тоа е прашање. Тоа е прашање. Не треба ние да се минуваме затоа да му се бендисеме на некого. Ние треба однатре државата да ја градиме на начин што тоа ќе биде систем кој нема да се разликува од функционирањето на системите во нормалните држави ширум свет. Objection. 200 години ова го зборуваме, треба самите да го направиме и никогаш нема да го направиме. Заради тие партиски интереси и што доминираат. Ние во изминатиот период можеш до Сабајле да збориш, нема да разубедиш никого во тоа, без странски фактор, без странски инпут. Не се случило во Македонија ниту една реформа, ни р од реформи. Ниту една промена не се случила. Затоа што тука нема воја за тоа. Затоа што тука Ти уште малку ќе кажете дека ова не треба да постои како држава. Не рековте. Па уште малку там на тоа. Значи нужни ни се, неопходни ни се странците. А ова што го велиш ти со договорот, со гаранциите. За какви гаранции зборуваме? Треба на нотар да потпише, како партенистите што потпишува. Не, Европската унија треба на нотар да ни потпише или меници да потпишат, некоја па да ни гарантираат после. И сладко звучи тоа. Не. Сладко, убаво е тоа. И јас сакам така да биде. Меѓутоа, знаеш што ќе се случи? Еве ќе ви кажам сега. Ова е се додека има употребна вредност и легитимно и ВМРО да помне да го употребува. Левица мислам дека се малку поискрени, они навистина се против Европска унија и НАТО. Кој ќе дојдат на власт, ако дојдат на власт? Против НАТО си е против Европска унија, ама што ви е? Добро, слушаме се. Што ќе се случи? Што да те слушам? Значи сите се согласуваат дека бугарите треба да влезат во УС. Правејќи спречки, самите сега се блокираме. Ги блокираме, нечестни сме према хрватите, према црногорците, према евреите, према египјаните, например, ако влезат. Втора работа. Ако веќе сите сме се договориле, зошто тоа сега да не го направиме и да не ги тестираме? Ако не блокираат, после пак можеме да речеме пријатно. Што може да се случи? Јас гарантирам дека еден од главните услови, тоа го знае и ВМРО да помнеме, сега го прави затоа што легитимно. Осте го ВМРО да помне, што се враќа сега за Бугарија. Бите фактори Збориме за принципите на Европска унија. За принципите. Зашто не кажеш? Слушаме до крај. Што да кажам сега? Бајки тука од Кристијан Андерсен ми кажуваш тука сега. Си беше една, си беше сега. Принципи. Како се викаше еврокомесарот за проширување во претходниот состав на Европската комисија? Како се викаше? Кој? Хан. Ханес Хан се викаше. Ханес Хан. Не, дозволи да заврши. Чек, ќе направи ВМРО да помага. Збориме за принципиелноста на Европската унија. Нема принципиелност. Ама има принципи. Чекај сега, да видиш какви се европските принципи. Како викам, господинот Заев не убеди дека работава ќе биде завршена на балкански начин. Да те потсетам. Добро. Знаеш ли за што значи тоа? Ама сега што? Не, што значи тоа? Принципиелно е тоа? Не е принципиелно. Кој вика дека е принципиелно? Така, и тука завршуваме со принципите на Европската унија, за кои ти... Ама ти цело време се повикуваш, а знаеш дека нема принципи. Јас се повикувам на име и презиме, еве ти кажувам. Добро, а Пендаровски што рече? Кој ги убедил тие претенденти? Што рече Пендаровски? Кој ги убедил? Кој ги убедил? Бели ли рече? Кој ги убедил? Па Пендаровски. Кој ги убедил? Па Бели. А кажи ми. Па ти реков. Бели, еве, добро, и? Па сега, Бели ли го убеди? Муковски Бели го убеди. На американски начин, сега како? Чек. Бели го убеди Муковски. Па за Бели ги убедил во
Дали Муковски го убеди Бейли, кажи ми? Па го не, Бейли го Дали Муковски го убеди Бейли? убедил, Муковски бил убедителен во да поверува Наумов. што поискрено во европските вредности, Наумов, човече. да. И во НАТО колку е Бейли, битна. Ептен ги разбира европските вредности, бидејќи НАТО, е представник на... НАТО ги разбира, како не ги А разбира? Муковски у кој принцип е прифат? Па у Европа верува. А, у Европа. НАТО верува, да. Добре, завршивме работа. Не, сакам Не, вака само да не завршам. Не Добро. сакаш, боле ти е немој. Немој, Чекај, со бе, принципи Сафет, немој. бе, полека. Дозволи. Абе, не, Сакам да за кажам, принципи, Европската полека. унија функционира на интерес. И тоа е сосема вред. Добро утро сега. Ама, така. сега А добро. цело време за принципи збориш. Ама сега, а ти како викаш? Се бориме, што е? Се бориме за европските вредности. Нема европски вредности. Бидејќи самата Европа ти е европски Да вредности. станеме и ние непринципиелни. Како член. Суштината е тоа. Па во суштина ако така ги сведош, да. Добро, тоа Но што е лошо мораме на да тоа? научиме дека станува збор за интереси. Добро. И дека Македонија и овој дел на регионот, Европа се уште не е подготвена да ги прифати како рамноправни членки. Едноставно не е Нема ни таа во чим ти- момент, ни економски. Што Доказ за тоа е барање. Барањето на Макрон без реформи во Европската унија. Луѓе, Европската унија станува многу поголем механизам. Треба да се реформираат односи. Мора да се Сафет, смени иде- начинот на иде- носење одлуки. Иде се така, финансиски импликации. ако отвори вратичето и вика добро, ако ти ги исполниш овие услови ќе влезеш. И сега ти викаш, сега Бугарија е лошиот дечко, сега ние како партија, вика ВМРО, сега ние ќе ви опнеме сами на семе вето, нема да влеземе, недостоинствени и така натаму. Дали личи тоа сега на еден процес да ја замениш Бугарија, да бидеш домашниот лош момак кој што оваа држава ќе ја спречи да продолжи понатаму. Ако постои тоа што вика Ако добро Столе се на крајот на сеќавам, криштата, па може да кажеш не ги прифаќаме овие услови, тоа е здраво. Ако- Али во меѓувреме си имал период на 7-8 години на адаптација на делови законодавство, на устав и така, на закони, доаѓаш до зид, се повлекуваш, но од внатре си се реорганизирал. Зашто тука има не гледам лоша причина во тоа. Мислиме тоа е замена на тези. предавнички, не е замена на Замена, тези. да, еве, ќе ти Сега кажам ќе дојде зашто е. денот за Еве, 6 ќе ти месеци кажам да зашто е замена гласаме на тези. мнозинство у парламентот, ВМРО да Еве, ќе еве. не. И што правиме ќе да стане? Еве. Фрлањето на вина на ВМРО ДПМН, сега случајно или не, ја овде Сам сум си, ја, перцепиран, сум перцепиран и од едната и од другата страна, Јас сум ВМРО. како представник на Па таа. тоа логички плашувам јас. Јас Може сум ВМРО вистински. Океј, логички, ама еве го користите терминот. Океј, немам ништо против, не сум член на ВМРО ДПМН. не бев на треба да ги низ правдаш, став, не мораш да ги правдаш. Но што мислиш за тој став? Но ова, Како аналитичар. мислам дека оваа политика која ја води ВМРО ДПМН е исправна. Добро, и во поглед тоа на вето што- на Апсолутно. вето Апсолутно, ама не е сопствената работела. држава. Знаете што? Тоа е вето на сопствената држава. Така го гледам јас. Дали ќе ти биде полесно на душата ако, да речеме, ја представиш Македонија као, ма дури не ќе на тој начин да размислам. Се откажувам од тој аргумент. Не сакам да оваа држава да биде разбрана као нешто што се купува. Ако не се купува со малку, за да се купува со многу пари. Мислам дека е тоа најдолното нешто што може да се мисли за сопствената држава. Суштината е. Твоето достоинство може Ние, да ти го земе? Љубиша, штом ќе те плати за да заврши работа, ти го зел достоинството. Завршена работа е тука. И после само може да бидеш ефтина или скапа Не, баш. работа. Така е апсолутно. Во моментов кога се Ovo оправдува je pežorativno. прифаќањето на Ovo je- овој на дозволи сега. Добро. Сега сакаме да бидеме честни или не, Бугарија вели дека овој народ и овој јазик постои од 45. Добро, Што вели. е предлогот? Вели. Да ја убедиме Бугарија да рече јазикот постои од дедо Ное. То никош нема да се случи. Дали е прифатливо за тебе? А тоа зборуваме? тебе те ослободува од Нема врската ослободува, дека нема ослободува. Нема ќе треба ослободува. да го пак. прифатиш, така? Може ли, Сафет? Не. Дали е прифатливо за тебе? Дај конкретни да видиме. Зборува за компромис. Дали е компромис они да си пишуваат Гоце Делчев дека е бугарин, ние да си пишуваме дека Гоце Делчев е македонец. И тоа да влезе заедно. Според бугарите е вака, според македонците тоа е компромис ли? Не. Или компромис за тебе е да пишува само Гоце Делчев е македонец за цел свет, бугарите да ги натераме да мислат како што ние мислиме. Не без злато. Треба малку да ги разбереме сега. Не ги правдај бугарите, Не ги бидејќи правдам, токму човече, Божи. Ама ти апсолутно си- си на нивна линија. Ама ти стварно си Па наивен тие дека... бара. Не, ти си наивен дека мислиш дека ќе ги натераш бугарите да речат
Ние сме македонци. Ме интересира. Ајде! Апсолутно не ме интересира што мислат бугарите. Па како не те Како интересира? не сакаш? Па компромис бараш бе, човече. Зашто барам компромис? Са цело време збориш за Не компромис. реков да За интереси зборуваш. Ало, Значи ти имаш интереси и они имат интерес. значи не може да биде интерес трговија со сопствениот народ, сопствениот јазик, сопствената историја, сопствената држава. Каква Тоа не е трговија бе? Која е историја бе? Што тргуваме Гајле ми е, историја бе? што човече? мислат... Мултиперспективно за Дозволи. малку, ајде Абе, сега тука. оф. Ти сакаш да речеме сите Ало, у света гајле ми е вика, што мислат бугарите. сите сакаш да Тие вика во своите книги Сафет може е да Александар пишуваат- Македонски и он е најубав и најголем на светот. Сафет не е Александар Добро, бе, Македонски. се нема- тоа ли е може би компромис за Столе тебе? Наумов и Александар Македонски Може, покорените, не е тоа спорно. Друг ми е муабетов. Овде, во оваа суверена држава, има суверено право, како што тоа го прават сите суверени држави на овој свет, на изучување на собствената историја, на негување на собствениот јазик. Така е. Ама тоа не е го баш прави. до крај така сега. Како не е до крај? Сега разговараме за тоа да не ги менуваат учебниците. Или мислите дека не разговараме? Они да ги Е, менуваат. така и тие ги Еве го менуваат. реципроцитетот. Е, са. Пишува, читај, пишува. Не. Тоа што ќе се договорат влегува и во Не бугарскиот. му се тие кршими. Не су Не кршими, сум ја, пишува. не сум ја мац. Не, сам. Не, остај. Полека. Реципроцитет. Полека, Не можеме. а кочи. Да. Кочи. Тоа што ќе се договорат. Не, па имено. Цело време ти кажувам дека договорот е тоа што ќе се договориме да го за македонците во Бугарија, да го почитуваме за македонците во за бугарите во Македонија. Тоа е, за тоа зборам. Не уфрлај таму Па не за историја се рече, за тоа ти за зборам. историја. Ти кажувам јас, за мене совршено не ме интересира што пишува во бугарските учебници. Ма така сме се сега. И Така си се договорил. Како не интересира? што Сега и не нас ти не интересира, интересира, па и стварно? нашите даваат забелешки. Комисијата, да, точно е. Ама не разговараат нашите, затоа што нашите барале да се разговара за бугарските учебници, тука е сосем обратно. По барање на Бугарија, Европската комисија, Европската унија ти вика ќе разговарате за македонските Добро, учебници. да, мислиш. А тоа е суштинска разлика Ама без тоа. добро, тие луѓе што се во комисијата, мислиш дека има некој што ќе прифати таму да пише дека Апсолутно. македонците се бугари? Апсолутно има луѓе. Тоа е апсолутно. Со консензус гласаат. бе. Абе тоа е политичка комисија, сега не се прави мутав сега ако сакаш да оправдуваш работи сега. Немој да ги врегаш сега луѓето сега. Јас ти кажувам дека Е, тие така. се под апсолутна политичка контрола. така. И тоа и луѓе кои биле во комисијата ти го кажа, само ти забораваш. Не е така. Дека еден министер во владата ги седнувал, и му реферирале и ги карала. Али нема врска. Тоа ти не го знаеш. Јас не знам. Поели домакине. Добро. Се повторува ова да им објасниме Не, на добро, мораме да- гледачите дека да. ова е начин на кој ние Да завршиме, функционираме. ќе продолжиме се разбира со овие дебати. Може ли вака само една прогноза? Како ќе заврши ова со... Еве сега, ВМРО победува, насме се малку на избори. Што ќе се случува со ова, со договорот? Односно, Значи, што ќе се случува сакал со ти бугарите Векел? во устав? Не. Јас сакам, Не, секи кажам. сакам. Па малку нека има промени. Еве ВМРО сега ќе се- ти кажам. Сакал ти или неќел, Не кажи ми што ВМРО ќе се ќе случува. победи на тие избори. Како- Знам дека ти тоа од тоа Ама малку не се ти сега со ВМРО не А може. не, па он дека Па сакам како. А не. види го Па пристапот, види го пристапот. Па сакам ВМРО да победи, да има Не, ти измени не промени. сакаш малку. ВМРО да победи, но ќе Кај победи. ти знаеш, сега и за моите Ама- сака и за моите Ама ја жалби. те знам. Абе, многу ти си станал као гуру. Не, ја те знам, секој ден сум со тебе. Знам. Не, кажи ми, добро. Говори, Ние сепак муабетот. одговори на... Еве се случува. За крај, И после бугарите Што ќе влегуваат се во устав случи? или што ќе направи ВМРО? Формира влада. Што правиме со бугарите устав? Прво, дали ќе формира влада ако не прифати како главен устав тоа да биде дека бугарите треба да влезат во устав од албанците. Освен ако не треба или јас мислам дека треба со не кажи ми што ќе Еве случи. сега Може ли ја моја претпоставка? Може. Затоа што ВМРО се перфектни за да измислат алиби како со законот за територијалната поделба. Една година одложија и после тоа пак се врати на тоа како што беше договорено со Али Ахмети. За да не ги боли душа, направија едно одложување, еден мандат, не една година. Така беше. Сега знаеш што може да се случи? Ќе добијат една оставка. Која ќе биде оставката? Нема да биде крајот, него ќе биде. Знаеш дека само отварањето и затварањето на поглавието може да се стави вето. На целиот процес не може да се стави вето од една држава, може со просто мнозинство да се направи тоа. Значи процесот не може да се опре, ама вето од Бугарија може да има на отварање на преговор, на поглавје и на
затварање на поглавје. Се слушаме. А не да те слушам, како да те слушам кога тресеш зелени? Ти тресеш зелени, така е. Не е така, во секој момент, секоја држава член... Абе сега, од една сега и ова, нели? Значи може, Маричич да не почел. не бе, ти читам. Сега Маричич ти кажа сигурно дека до 2030 Александар Николовски, ќе го имаме европскиот Не, слушај, европски добро, ама стандард дозволи да кажам. и европски ќе бидеме Ама дозволи да завршам. Значи, отварање поглави и затварање блокада се случува. Сега, што ќе се случи? Ајде вака. Отварање, затварање. Колку поглавја има? 20, 30. 30 и ого. Добро, Па тоа не значи дека на отварање и затварање напротив. Може, да. Него на 35 пати може да. Вето, да, од Па секој. да. Значи, јас ти така кажам кажи. кога на секое поглавје на отварање и на затварање може да стави вето. Сега, што може да се случи? Не да биде на крајот, него ВМРО ќе дојде на власт и која ќе биде остапката, правам паралел со територијалната поделба. Еден мандат одложување, ќе рече вака. Добро, ќе влезат бугарите, ама ние да отвориме прво едно поглавје. И сега, ќе отворат поглавје, ќе влезат бугарите и после секи си биде по-старо. А ќе изгубиме време. Ти го прача него, он да одговори што ќе направи. Боле да му одговориш ти Ти кажи што ќе направи ВМРО. Не знам што ќе направи ВМРО ДПМН, тоа ќе морате у ВМРО ДПМН да прашате. Предпоставуваш. Не предпоставам. Можам да ти кажам како јас мислам дека ќе се одвива Затоа што се залага за тоа. Сега, кажи, ја викам ВМРО ќе дојде на власт, ти страв ти е да кажеш. Ја ти кажам. Страв ти е да кажеш предпоставка, проценка, прогноза. Ќе ми дозволиш? Ајде, кажи. Фала ти. Пенсија, не на мене тама работа. не е проблем. Као некој да те буде. нема врска. Слушај, избор. Многу ми Да личиш, бидеш забавно. многу ми личиш со овој твој ова, ајде, може би у некоја најниска форма на популизам. Тоа ми отприлика ми личи и вака. Вели, оној што е задолжен за евроинтеграција, ние до Македонија до 2030 година може да стане членка на Европската унија, ќе има европски стандард и така натаму и така натаму. Марчич. Да те вратам јас ја ти со твоите аналогии. По договорот во Нивице, Ја комуницирам со Александар Николовски, он ги не знам познава со кого ти добро комуницираш, евроатлантските. твоја работа е ја. Европско билборди, дали сте за европско здравство, дали сте за европски правосудство, нели? Ви текну на тие билборди. Добро. Да не зборуваме какво е здравството, да не зборуваме какво е правосудството. Што се однесува конкретно на твоето прашање. Не дали ВМРО ќе победи. ВМРО апсолутно ќе победи на овие. Ама не те праша дали. Ама сега. Реков јас дека Што ќе ќе направи? Ти малку поино го кажа. Јас ќе ти кажам. Ќе победи апсолутно. И оваа работа мора да има поинаков пристап за решавање. Мора да има општ политички, национален консензус по оваа прашање. Социјалдемократскиот сојуз и Ковачевски, кој е сега на негово чело, го немаат тој пристап. Тие имаат други проблеми и затоа брзаат на овој начин тоа да го решат. Многу не подостоен, поисправен, попрагматичен, тоа ќе биде правец и начин кој е во суштински интерес на оваа држава е да се седне, да седнат и власта и опозицијата. И апсолутно да го договорат секој збор од таа идна политика. ВМРО тоа може да го направи, бидејќи има таа ширина. Социјалдемократскиот сојуз нема, затоа што резултат на другото владење во овие 6 години е катастрофа. ВМРО има ширина со Ќе ја има, па ја има таа ширина сега во овој момент. Ќе ја има. Еве зошто ќе ја има. Еве зошто ќе ја има. Ако победи, бидејќи прашањето за Бугарија би било една од клучните теми во предизборната кампања, така ли е? Или не? Така е. И? И ако добиеш, или ако загубиш на таа тема, тоа ќе ја детерминира и твојата идна политика у држава. Сафет, не се согласувам. Ја мислам дека бугарската тема се полека ќе почнува да губи употребна вредност за... Не, ние вештачки одржуваме, таа воопшто не заслужува вакво внимание како што има. Мене гајле ми е што збори европратенскот... Трчајки по тие големи теми, заборавивме искуство, заборавивме ова цело време. Бугарија, Грција, Бугарија... Ти, затоа избориме за Бугарија, не збориме за правосудство, 90% од емисијата, ама 90% од емисијата зборуваш за Бугарија и за Бугарија. Јас зборувам за Не, Бугарија. јас се наметнав таа тема како доминантна. Ви благодарам за учеството во Утински печат. Предлагам оваа дебата да продолжиме
веднаш после од јавната шпица за иако нема крај се разбира, овие Задоволство, дебати ќе продолжат. И благодарам уште што издвоивте време и што бевте гости во Благодарам за поканата. Не, малку ни спровоцира на почеток, не си задоволен. Почитувани гледачи, еве тоа беше уште едно издание на ново формираната и од оваа недела почната серија на емисии наречени Утински печат. Продолжете од понеделник да ни гледате во истиот термин од 9:30. Пријатно.